Почитувани граѓани на општина Пробиштип, по искажаните мислења и заклучоци на вчерашната пресконференција на Општинската организација на СДСМ од Пробиштип, чувствувам потреба од поголема и правилна информираност на граѓаните за реализација на одредени проекти. Свлечиштето на регионалниот пат Пробиштип-Крупиште кај село Неокази настана како резултат на обилните врнежи кои ја зафатија Македонија во април 2015 година, пред 1,5 година, а не пред 2,5 години. Градежните работи започнаа во месец јуни и треба да се завршат до крај на месец ноември. Во завршна фаза е реализација на проектот за реконструкција и проширување на градскиот парк, кој се реализира со средства добиени како донација од владата на Република Македонија преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој и општина Пробиштип. Со овој проект во целост се менува изгледот како на градскиот парк, така и на централното градско подрачје. Но тој не опфаќа уредување на градското ВЦ и тениското игралиште, бидејќи тие се од поодамна направени. И да, овде се наоѓа клубот Кул, кој е во моја собственост. Но граѓаните знаат дека овој објект постои и работи уште од 1996 година, а градскиот парк е изграден токму на оваа локација уште во 50-тите години и нормално е дека истиот ќе се реконструира и проширува токму на оваа локација, бидејќи не може да биде лоциран ниту на Лисагара, ниту во Калниште. Исто така, проектот за реконструкција на градскиот парк беше дел од програмата со која ја добив довербата на граѓаните на локалните избори во 2013 година. Почитувани сограѓани, на моје лично задоволство можам слободно да кажам дека нашата општина урбанистички и инфраструктурно значително е напредната во овие 7 години. Нормално дека ова не има оди во прилог на опозицијската СДСМ, бидејќи не се памети кога во еден исти период се реализирале повеќе од 40 значајни проекти како сега. Не се памети кога се инвестирале повеќе од 50 милиони денари само во подобрување на патната инфраструктура како сега, а и како би се случило тоа кога во април 2009 година општината беше со блокирана сметка, со долг од 72 милиони денари и годишен буџет нешто повеќе од 20 милиони денари. За подобра информираност на граѓаните ќе кажам дека во тек на реализација се повеќе проекти, меѓу кои реконструкција на градскиот парк, изградба на мостот Ратавици-Бунеш, доуредување на Лесново како туристички локалитет, изградба на сите улици во населбата Камењар, изградба на улици во Старо Калниште, изградба на улица Ливашница, изградба на улица во индустријска зона 12-1, реконструкција на улица Јосиф Даскал, изградба на паркинг во ХТ Карпош, изградба на детско игралиште во населба Карпош, изградба на водовод во село Кундино, изградба на водовод во село Турско Рудари, изградба на пат до Јамиште, набавка на компјутери за советот на општината, реконструкција на дел од улицата Тодор Александров, изместување на водовод на улица Тодор Александров, изградба на чешма во Стуболо и во повеќе населени места, реконструкција на улично осветлување на Нада Михајлова, реконструкција на улично осветлување на Јаким Крчовски, реконструкција и нови сијалични места на Кочо Рацин, ново осветлување на Древенска, Добревска и Маричански пат, поставување на мерни инструменти за квалитетот на воздухот, изградба на градска капела, осветлување на пештерите во Лесново, изградба на инфраструктура во индустријска зона Неокази, изградба на секундарен плоштад, реконструкција на 11 октомври, реконструкција на Гоце Делчев, реконструкција на Дом на културата, изградба на тротоари на повеќе локации, реконструкција на ракометното игралиште, хортикултурно уредување и систем за наводнување, изградба на улица Трета во Калниште, урбанизација на повеќе делови од општината, меѓу кои пониква и Лесново. Дел од овие проекти се реализираат, а за дел во тек е тендерската постапка и набрагу и тие ќе почнат со реализација. Јас морам да кажам дека за прв пат оваа година општина Пробиштип во делот на инфраструктурата ќе вложи повеќе од 3 милиони евра, што е ретко која општина од ваква големина може да се пофали за 4 годишен мандат, а не за само една година. За развој на локалната економија отворивме 4 индустријски зони, во кои веќе се изградени голем број
на индустријски и производствени капацитети и кои имаат потенцијал за привлекување на нови инвеститори. За појаснување на нештата, во вторникот се постави камен темелник на првата фабрика, односно новата леарница во индустријската зона Неокази, а не се сечеше лента како што кажаа на пресконференцијата. Како градоначалник ми беше особено задоволство да присуствувам на овој настан, кој што за општината е од најголемо значење, бидејќи ќе овозможи нови работни места и уште поголем развој на локалната економија. Се надевам дека многу брзо, односно во април наредната година, ќе бидеме присутни и на сечење на лентата и отварање на овој производствен капацитет. Како градоначалник, заедно со поддршката од Советот и општинската администрација и нормално со поддршка на владата на ВМРО-ДПМНЕ и граѓаните, ќе продолжам да работам како и досега, упорно и посветено на реализација на ветените, но и на проекти кои не се ветени, но се побарани од страна на граѓаните. А се со цел заедно да го направиме Пробишти подобро место за живење. Ви благодарам.